Добро. Почитувани медиуми, навистина ми е чест и задоволство што денес во посета на Штип евроамбасадорот, неговата екселенција Михаил Рокац, имавме една продуктивна средба и разговор на која што споделивме одредени проекти кои за нас како град имат суштинско значење да се реализираат, а се со поддршка на Европска Унија, на средства од европските фондови. Навистина, интересите и фокусот на општина Штип се кон реализација на проекти кои се од заедничко значење, а се во делот на зелената агенда, во делот на развој на туризам, во делот на изградба на пречистителна станица за отпадни води, нешто кое е заеднички интерес и во соработка и партнерство со европските фондови, преку европската делегација се финансираат овие проекти. Јас сум сигурен и убеден дека ќе продолжиме кон тој пат, кон конечна реализација на овие проекти и кон подобрување на квалитетот на животот на нашите сограѓани, и во име на тоа сакам да се заблагодарам на евроамбасадорот, на целата делегација на Европска Унија во нашата држава, кои ни даваат поддршка за имплементација и реализација на ваков тип на проекти. Може прашање? За пречистителната станица за отпадни води веќе 8 години се говори дека ќе се гради. Ме јавивте дека Европската Унија ќе обезбедува средствата, меѓутоа се уште не се почнати активностите на терен. Знаеме дека проектната документација се ревидираше, па кога веќе Штип ќе добие пречистителна станица за отпадни води? Една од темите на разговор беше практично забрзување на процесот на реализација на овој проект. Знаете дека долги години наназад имавме административни пречки во спроведувањето на процедурите за избор на најсоодветен понудувач кој ќе го реализира овој проект, но сметам дека навистина се наоѓаме во еден момент на финиширање на сите овие постапки и дека во текот на оваа година ќе биде избран најсоодветен понудувач кој веќе ќе влезе во фаза на реализација на долго очекуваниот проект, кој, како што напоменав, има огромно значење за нас како град, затоа што конечно ќе Штип има можност да добие пречистителна станица за управување со отпадни води и заштита на животната средина. Thank you very much, Mayor, for first of all the hospitality. We had a very good discussion together also with the Municipal Council this morning. We are there to see what we can do better and assist Штип in its many plans that it has for the future. The wastewater was discussed. It is an urgent matter that we are there to assist to implement it. We need to be able to contract the project by the end of this year, and hopefully we'll start. But otherwise, I want to say that we are working extremely well with the municipality. We have been seeing a very good rendition for our projects. And also, I am here to see what other areas the Штип is going to prioritize. I heard about tourism. We have the challenges of the textile industry. Perhaps its need for vocational training. So when I'm going back to Skopje, I'm going to discuss with my team and we see how we can further support. And the visit is not finished. I'm going to meet now with the civil society. I'm going to have a session with citizens. I'm going to visit some ongoing projects. So, but all in all, very good first feeling and very good collaboration with Mayor Jordanov and with the municipality of Штип. Ви благодарам, градоначалникот, пред се за гостопримството. Навистина имаме многу добра дискусија со градоначалникот, како и со општинскиот совет на општина Штип. И исто така тука сме да видиме што можеме да направиме подобро во нашата соработка и се разбере и помогнеме на општина Штип во реализација на плановите си со цел да обезбедиме подобра иднина за незините граѓани. Што се однесува на атмосферските води, тоест на пречистителната станица, да, тоа е прашање
итно прашање кое што треба да се реши. Се разбира дека ние сме тука и за овој проект, значи треба да се склучи договор за реализација на овој проект. Се надеваме до крајот на ова година, така да морам да кажам што се однесува на реализација на други проекти со општина Штип. Навистина има многу добра соработка и со општината исто така за време на состанокот можеме да слушнеме за други проекти кои што би можеле да ги реализираме со фондовите на Европската унија, да видиме кои се приоритетите на општина Штип во поглед на проекти за во иднина. Слушаме дека постојат исто така планови за развој на туризмот, исто така во самата општина постојат предизвици што се однесува на текстилната индустрија, па да видиме исто така за развој на градот, за да обезбедиме како Европска унија стручно образование, тоест стручна обука за идните кадри. Кога ќе се вратиме во Скопје, ќе ги разгледаме кои се другите можни проекти кои што би можеле да ги поддржиме за реализација во Штип, така да постојат и ред други прашања. Меѓутоа денешниот состанок не завршува тука. Јас понатаму во текот на денот ќе се сретнам со представниците на граѓанското општество, со граѓаните, така да се на се можам да кажам дека навистина има многу добра соработка со самата општина, со граначалникот Јорданов и со самата општина. Може прашање? Ваша ексцеленцијо, дали со нон-пейперот на Германија и Франција, Македонија ќе може да отвори одредени поглавја и кластери без уставните измени. Clusters as well as chapters without the adoption of the constitutional changes. Obviously, the leaders of the European Union, the EU member states and the Western Balkans, they took note and they discussed the paper from President Macron and Chancellor Merz. It attracted a lot of conversation. It is quite clear that in the paper as it stands, that various steps in order to happen, you have to negotiate. So you have to have the ability, or one nation, to open or close negotiating chapters, so that will go ahead with this enhanced integration prior to accession. The way also we understand the paper is that there is no replacement for enlargement. This is going to happen, and this is the big message from TVAT, that it is alive and kicking and open, and all countries should not miss this opportunity. So to me, the way that I read it, and I'm not the expert to interpret others' papers, is that you need to adopt the constitutional changes, because this is the negotiating framework has been agreed in 2022, and this, because this immediately we will go to the Intergovernmental Conference and we start negotiating. So then, and I am convinced that North Macedonia can open and close chapters very rapidly, provided that the reforms which are ongoing, they are implemented. И исто така очигледно дека лидерите на Европската унија, тоест лидерите на земјите членки на Европската унија, заедно со челниците од Западен Балкан, се разбира дека дискутира, го има во обзир, всушност го прибележија нон-пейперот кој што беше предложен од страна на канцеларот на Германија Мерц, исто така на францускиот председател Макрон. Значи очигледно дека на широко разговара за овој нон-пейпер, меѓутоа тоа што всушност можеме да видиме сите дека е јасно дека тоа е еден документ кој што ги опишува сите чекори кои што треба да се случуваат за да може да се почнат преговорите. Меѓутоа, исто така за реализација на тие чекори се разбира дека треба првин да се одржуваат преговори, така да сето тоа всушност да покажува дека со тоа само се зајакнува процесот на интеграција, затоа што за да може да преговарате за нешто ќе треба првин да отварате, значи чартери поглавја, да ги преговарате за да може понатаму да може да ги затворите. Мислам дека најголемата порака која што всушност произлезе од самитот во Тиват, дека всушност процесот на проширување на Европската унија е жив, е динамичен и дека е ургентен и дека земите кои што
земјите кандидати не треба да ја пропуштаат ова можност за станување членки во Европската Унија, така да за мене начинот на кој што јас всушност го гледам тој non-paper, иако не сум експерт за толкување на такви документи, мислам дека први тоа што треба да се случи е да се усвојат уставните измени за да може да се започнат преговорите, се разбира со усвојување уставните амандмани, всушност самата преговарачка рамка која што беше договорена во 2022 година, тоа и го кажува, постоа како следен чекор е меѓувладината конференција, после што следува и започнување на официјалните преговори, така да јас сум навистина убеден дека Република Северна Македонија ќе може многу брзо да напредува на нејзиниот евроинтегративен пат и во зависност на имплементација на изискуваните реформи како дел на агендата. Така, еве, во контекст на ова прашање, како ги цените реформските процеси кои што ги спроведува владата и дали и кога очекувате да се случат евентуално уставните измени во земјава? For the constitutional amendments to happen in the country, to be adopted, when do you expect? Well, with regard to with the reforms, there's no doubt that there is a strong acceleration. We, as you know, we are at the end of June. We are heading towards the expiration of the grace period for the reforms that had to happen by end of June last year. There is work ongoing. I think the Sobrania will have 2 or even 3 readings. I met yesterday with the Speaker of the House, so they plan to do all this work until the end of the month. Then also are the measures and the reforms that are expiring regularly at the end of June. So obviously we cannot predict because the European Commission would have them to assess, but I'm very hopeful that there will be a very good performance because we have been working from EU headquarters, the EU delegation, the government and the ministries towards realization of these reforms. Now, with regard to the constitutional changes, I can make no prediction. This is a political decision. Obviously, we are all aware that it has to happen in the Sobranie. It requires a procedure that needs to be fulfilled. When the moment is right for the government and the political forces to decide to do this final and decisive step, then all the better for whatever we discussed previously as well. Исто така што се однесува на реформите, мислам дека не постои никаква сомнеш дека има силно забрзување во реализација на тие реформи, како што веќе ви е познато, дека сме во крај на месецот јуни и всушност рокот за реализација на реформите кои што требаше да се реализираат уште минатиот јуни, значи минатата година, треба да се реализираат, потоа се разбира дека преостанува на собранието, веќе ми кажа дека ќе биде во второ или трето читање, значи овие реформи во самото собрание. Вчера имав можност со председателот на собранието да се сретнам со господинот Африм Гаши и ми кажа дека до крајот на месецот ќе се обидат, значи на овој месец, јуни, ќе се обидат да ги адресираат овие прашања, меѓутоа како што веќе ви е познато, рокот за имплементација на реформите цело време значи и стекува. Ние сме во редовен контакт со собранието, меѓутоа не можеме да предвидиме кога точно ќе завршат со реализација на овие реформи. Меѓутоа тоа е еден процес на кој што на крај Европската комисија треба да ја направи проценката за да се види до кој степен се реализирани тие реформи. Меѓутоа јас сум уверен дека ќе има добри резултати испорачени од самата земја затоа што има силна соработка од страна представниците во Брисел, ние тука како представници на Европската Унија, на владата, на министрите се со цел овие реформи да бидат реализирани, што се однесува на усвојување на уставните измени. Пред се да кажам дека ова е политичка одлука и всушност тука е одлука која што ќе треба да се одлучи од страна на влада и политичките сили, политичките партии, која ќе
ќе одлучат да се оди напред, се разбира дека потоа е предвидена редовна процедура, исто така кој што ќе треба да се случи во собранието, така да кога ќе одлучи влада и политичките сили, кога ќе они ќе смета дека е вистинскиот момент, потоа може да се направи последниот чекор за одење напред. Имате ли коментар във връзка с акцијскиот план за малцинствата и може да однесувањето на Бугарија? Do you have a comment about the action plan on the minorities and the behavior of Bulgaria in relation to the action plan on minorities? Во врска со оригиналната депонија во Мечкоевци, сега таму има втора распишена јавна набавка. Што го попропадна? And also about the announcement about the regional center for the waste management in Mečkovica, which is a location in a process. There is a second call for the procurement. Со тоа дека EU фондовите имаат рокови. Having in mind that the EU funds, they also have timelines. For the first, as you know, there were already two public consultation processes with regard to the action plan for minorities. It has been thoroughly discussed, and there was expertise, especially from the Council of Europe, and it has been assessments also from the European Commission. This is already a very good work being done. There's no doubt about it. That said, as you are aware, before opening the fundamentals cluster, there is two documents that are combined. Is the roadmap on the rule of law and the action plan on minorities. The second is also now sent to the European Commission for assessment. So it is ongoing. There are always, of course, both documents that can be improved, but the exercise is ongoing. So it's ongoing, we will see it, but so far we are satisfied that there has been public consultation and all civil society and NGOs or other participants that were able to participate and bring their amendments and their requests. This is a very good democratic process. Исто така, како што веќе ви е познато, тоа што би сакал да кажам дека до сега што се однесува на, значи, акцијскиот план за малцинствата, како што веќе ви е познато, имаше две јавни консултации кои што беа одржани, што се однесува, значи, на овој акцијски план, исто така свој придонес имаше и Советот на Европа, се разбира дека ова подлежи понатаму на проценка која што ќе се направи од страна на Европската комисија, меѓутоа нема никаква сомнеж дека ние сме на добар пат кон имање на добар акцијски план за малцинствата и се разбира како што веќе ви е познато пред отворањето на кластерите за основните вредности, предуслови се патоказот за владењето на правото, исто така акцијскиот план за малцинствата, така да како што реков, сите овие два документа, значи понатаму се праќаат на Европската комисија за оценување, се разбира дека постои простор таму за понатамошно подобрување на самиот текст на двата документи, меѓутоа јас мислам дека во моментот тоа е тековен процес и до овој момент ние сме задоволни во врска со тоа како течат работите, со јавните консултации, чисто дел беа и граѓанските организации, невладините организации и други учесници кои што работат во оваа сфера, така да може да ги представат своите измени или амандмани, така да мислам дека ова е еден многу добар демократски процес во согласност со утврдување и подготвување на документите. As regards the regional waste treatment, solid waste treatment plants, this is the solution. We know that now with delays, there are several in the country that EU funds are linked to it. There are procedures and there are deadlines, like the water waste, which ends this year, so it is important that we accelerate. But what is even more important is already to start planning the collection, distribution, composting, recycling, because in order to be successful these projects, you need to have also the solutions of this, making it also for the citizens easy to collect the garbage and make the recycling process possible. And we need, what is absolutely needed, it is to reduce the landfills, the illegal landfills,
by practically already foreseeing until the regional projects are ready, the regional plans, are ready. Until then, we need to bridge this gap and, of course, not miss any financing opportunity, which for the one that you mentioned, I don't have an update when is the date, but all of them are running according to the procedures, and they need to be fulfilled. Исто така, другата страна, што се односи на регионалниот центар за управување со отпад, се разбира таму има задоснување, како што има задоснување и во другите делови на самата земја, затоа што не е само овој регионален центар, само во овој дел неколку регионални центар за управување со отпад широм земјата се предвидени, така да има задоснување, се разбира дека нивната реализација е тесно поврзана со фондовите на Европската унија и роковите до кога можат тие да бидат искористени, како што веќе кажав, значи исто така и пречистителната станица за отпадни води, чии што значи контрактирање или потпишување на договор завршува при крајот на оваа година. Во цело за сите овие проекти јас мислам дека треба да има забрзување, сите да направат напори за да се забрзаат сите овие процеси за да можат да се реализираат. Од другата страна мислам дека што е уште поважно, треба на граѓаните да им се овозможат условите за да може да го соберат значи сметот или отпадот и да можат да направат вистинска селекција, затоа што тоа е клучност за самиот успех на овој проект. Мислам дека треба да им се олесни на граѓаните, како што веќе кажав, да може да си го соберат отпадот и после на редовна база да можат да направат селекција. И исто така од друга страна, се до изградбата на овие регионални центри треба да се намали бројот на нелегалните депонии и мислам дека штом ќе се може да се некако да се надмине ова празнина, да можеме да ги искористиме финансиските средства, меѓутоа и овие можности, така да и во врска со вашето последно прашање, како што ви кажам, значи не можам да ве апдейтирам затоа што ги немам последните информации. Господине Рокас, кои се околностите кои што го тежнуваат интегрирањето на Македонија во Европската унија и во кои сегменти можеме да кажеме дека Македонија покажува добри резултати во овој правец? I have said many times publicly also that the moment the country implements reforms and puts everything in place that these are happening with a fast pace, at the same time when also the issues of rule of law and fighting corruption are at the forefront, the country has nothing to fear. Once the commitment of 2022 it is fulfilled, I am very hopeful that the process towards the EU and the negotiations can accelerate very fast. At the same time, also, I need to commend again the country for the full CFSP and CSDP compliance with the EU. This is foreign policy, but also defense. We have an excellent collaboration there. We work very closely with the authorities here in North Macedonia. So it is a moment of pragmatism, unity and determination to do the last decisive step towards start negotiating, because there should be no doubt that the moment there are negotiations, it changes the whole concept. There is belief and the momentum changes dramatically. So the reforms are even more accelerated, and we see the example of the neighboring countries in Albania and Montenegro, what a true negotiation process brings, and there are outright benefits. Исто така, од другата страна, кога што веќе имам кажано јавно во моите настапи неколку пати, значи тој момент кога земјата значи ќе почне да ги имплементира самите реформи, всушност со забрзан ритам, тука зборуваме за реформите кои што се во сферата на владењето на правото, исто така борбата против корупцијата, и штом земјата значи ќе може да го исполни, да исполни задолжбата која што има преземено во 2020
2022 година, тогаш се надевам дека ќе може да го започне процесот за интеграција во Европската унија и се разбира дека самиот процес ќе се забрзува навистина многу. Исто така можам да ја пофалам и земјата што се однесува во контекст на усогласување на земјата со надворешната безбедносна политика и тука мислам исто така и со политиката во сферата на одбраната. Навистина имаме одлична соработка со Република Северна Македонија, така да во овој контекст имаме блиска соработка, така да штом се создаде моментумот, штом луѓето или челниците се прагматични, штом се има заедништво, тоест единство во самата земја и решително, за да може да се направи тој последен чекор кон започнување на преговорите за кои што јас немам никаква сомнеш дека моментот, самиот моментум е тука за започнување на преговорите и јас ја имам всушност вербата дека тој моментум е сега, меѓутоа исто така изискува и забрзување на самите реформи за да може да се почувствуваат вистинските придобивки од започнување на преговорите со Европската унија, меѓутоа и со крајното членство. Мислам дека како пример за тоа може да ја видиме Република Албанија и Црна Гора, кои што значи напредуваат забрзано на тој пат кој што ги гледат бенефитите од започнување на преговорите со ЕУ. Да, само уште едно прашање. Премиерот Христијан Мицкоски постојано зборува за принципиелност, односно непринципиелност и има категоричен став во однос на некои прашања, особено за условите под кои бугарите би влегле во уставот. Вашето мислење за тоа? The conditions based on which the Bulgarians would be included in the constitution. What is your opinion? The only thing I can say is that in politics, agreements that need to be implemented. And then, as you are aware, it's an important part of the acquis, the good neighborly relations. So, we are at a critical time because we have already decision more than 4 years ago, and we need now to find confidence and trust in order to move forward. The only thing I can add is that the EU leaders, and I had the honor to welcome all of them and several times here, and in Brussels and in Tibet, they are there to show their support, solidarity, understanding, and they have made the clearest of statements, not only that the country belongs to the EU, but also we are there to facilitate in any way possible in order to move forward. But the decisive step needs to happen here, as agreed back in 2022. И исто така друга поставя, единствената работа која што можем да кажам во повод на оваа прашање, дека во политика договорите треба да се испочитуваат, то есте да се спроведуваат. Всушност, тоа што е најважно да го потенцирам е дека дел на акито, то е на правото на Европската унија како главен дел исто така и добрите меѓусоседски односи. Ние се наоѓаме во критични времена, всушност тоа што беше договорено пред 4 години, тоест во 2022 година, мислам дека е важно сега да се најде значи исто така храброст за да се оди напред. Мислам дека и лидерите на Европската унија, кои што јас имав честа да ги пречекувам и тука, меѓутоа исто така и во Брисел, меѓутоа сега и во Тибет, за време на самитот, значи покажане безрезервна поддршка и солидарност кон Република Северна Македонија, така да мислам дека сепак, значи тоа е одлука на самата земја која што треба да ја земе. Тоа што е важно, дека има поддршката на Европската унија. Ние сме спремни да го олесниме овој процес, меѓутоа треба решителен чекор од страна на властите во вашата земја да се преземе се со цел да се реализира тоа што беше договорено во 2022 година. Thank you. You need now to go and stretch your hands. Yeah. That was long. And always I get the impression that I give an answer in English and then the answer in Macedonian is longer.